Во ова издание на Тинтири Минтири Вести имаме една наша млада, многу вредна и се поактуелна пејачка. Навистина ми е чест што ќе разговарам со талентираната Теја Трајковска. Здраво, Теја, како си? Здраво, Бисера. Фала ви многу на поканата. Многу ми е драго што сум дел од вашата емисија. Јас сум, може да се каже дека сум добра. Во овие летни топли денови, така, се бориме со топлото и чекаме да идеме на одмор. Фала ти што прифати оваа покана. Публиката те знае по многу хитови како што се Сатурн, Гори, Амајлија, но всушност една од твоите најпознати песни е Дајте раце од детскиот фестивал пред 20 на години. Па сакам да те прашам дали некогаш си размислувала да ја отпееш во нов аранжман или друг стил? Интересно прашање, искрено не го очекував. Да, навистина многу луѓе, многу млада публика ме знае токму по таа песна и многу голема чест ми е што ден денешен таа песна се пее на патронати, приредби, во училишта и слично. Пред 2 години бев ментор на дечиња од основни училишта од повеќе градови кои што беа малку поталентирани за музика и токму Дајте раце ја одбраа да пеат како песна, така да гледам дека песната уште живее, што стварно ми е многу драго. Бидејќи тоа никогаш кога создаваш музика или пееш нешто, не можеш да го предвидиш дека така ќе биде на крај, посебно после скоро 20 години, не знам колку се точно. Не сум размислувала дали би ја преработила, меѓутоа зашто да не, ми даде ти супер идеја, така да никогаш не се знае. Па може да го очекуваме тоа тебе како нов проект, зашто да не. Позната си по уникатните бои на коса, секогаш правиш храбар избор и можам да кажем дека сите до сега ти стојат, ама дали има некоја боја што никогаш не би ја пробала? Па, дали има нека боја што не би ја пробала? Не знам искрено, можеби трева зелена. Иако ја сакам како боја, ама не за коса. Али сум била као светло зелена, као пастелно. Баш наскоро ќе правам промена со косата повторно, така да сакам да експериментирам стварно и никогаш не вели никогаш, не знам. Би пробала скоро се. Морам да те пофалам дека имаш одличен стил на облекување. Секогаш имаш одлични комбинации, внимаваш на сите детали. Кажи ми како си толку добра во тоа, што е клучот? Леле, фала ти, искрено спонтано ми доаѓа, никогаш нешто не сум се преоптоварувала посебно. Имам голема љубов за модата и пратам се што е и многу пари трошам на облека, што не е за пофалба и не е добар пример дечки. Ама така некако тоа ми е пасија. Можеби ако не би се бавела со музика, би се бавела со мода. Сега околу музиката. Според тебе, колку мислиш дека е важно една песна да има добар спот за да биде хит? Па не е најважно, меѓутоа според мене важно е да одговара визуелно тоа што го правиме како аудио. Буквално кога бев на факултет имав предмет аудиовизија и тоа беше целата поента дека дури во филм музиката која што се прави како филмскор е премногу важна. Гледачот не е ни свесен дека ја примаме со сите сетила бидејќи може не обрнуваме внимание, меѓутоа го дополнува целосниот впечаток. Па така и за спотови, сметам дека можеби не е толку најбитно да е нешто превисоко буџетно, меѓутоа да одговара на емоцијата што сакала песната да го каже е дефинитивно многу важно. До сега си имала многу настапи во живо, па дали некогаш ти се случила некоја неочекувана ситуација што сакаш да ја споделиш? Да, не знам дали сакам да споделам, али ајде, нема врска. Ми се случило да паднам во несвесна на сцена од недостаток на воздух, пошто беше премногу загушливо. И да, тоа ми е така малце не баш најсејно искуство што ми се има десено. И од тогаш дури онака анксиозност развив дека може да ми се случи повторно, пошто кога е загушлива, ние пошто пееме трошиме многу повеќе кислород. Може да биде предизвик тоа. Како се снајде тогаш, го прекина настапот или? Да, го оставив гитаристот да свири соло од 5 минути, се силнав, отидов во веце, таму со вода се плакнав и дури да си дојам на себе, после се вратив и си допеав, мислам ти. Добро, ама верувам дека не се налутила публиката, се случува. Не, публиката ме разбра, дури газата на локалот ми рече, не се кире, ова си има тука дешавано и пред тоа. Така да не беше до мене. И за крај, што може да очекуваме следно од тебе? Можеби некоја нова соработка, гледам дека си навистина успешна во тоа. Да, сакам многу да соработувам, меѓутоа наредните 2 песни ми се соло и едва чекам да ги чуе мојата публика, бидејќи едната песна долги години ја имаме во фиолка со Лаза, со мојот продуцент, чекавме прав момент некако да и биде дојдено времето. И тоа што тематски ми се случуваше во последниот период баш онака одговара и не се надам дека кон крај на август, септември ќе ја чуе мојата публика. Ама спремам уште неколку песни кои што дел од нив се соработки, така да stay tuned, ќе имам многу интересни проекти.
Сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Мило ми е што те запознав и се надевам ќе се видиме некој следен пат. Фала ви на вас за поканата. Јас се надевам исто да ќе се видиме поскоро со нова боја на коса и со убав муавет.